нови минути во кујната и многу се радуваме кога Марина ќе ни дојде во оброкот на денот, затоа што ти споменав и секој пат тоа го потенцираме. Незините рецепти се многу озборувани тука во нашата телевизија, пред се заради тоа што се многу вкусни, а од друга страна и многу брзо се подготвуваат. Топла препорака да ја заследите и на социјалните мрежи, заради тоа што можете само да добиете корисни совети кога е во прашање исхраната, но и вежбањето, затоа што тие велиме секогаш некако заедно циркулираат, едно без друго не функционира и ако сакате секако да стекнете здрави навики и да водите еден поздрав начин на живот, како што Марина тоа го прави веќе колку години, Марина? Многу давно, од 11 години имам почнато да вежбам. Значи малте целиот свој живот го имаш посветено на вежбањето, но дали целиот твој живот го имаш посветено на здравата исхрана? На здравата исхрана 20 години. 20 години. Да. Кога се случи таа промена или тој на факултет кога бев. На факултет. Имаше некоја посебна, некој посебен настан што беше пресврт можеби во животот? Да, имав нагло покачување на килажата, бев мислам дека втора или трета година на факултет, неосетно. И кажав до тука е. Да. И така почнав полека и да, сега прво да посакам добре дојде. Ти благодарам, добре дојдов. Ќе готвиме нешто интересно, но она што сакав уште еднаш во контекст на муабетот кој што го започнавме да го потенцираме, дека многу од луѓето знаат таа промена да ја направат и во подоснежни години. Да. Тебе порано ти се случила, што е веројатно и многу подобро, но пак ќе кажеме дека никогаш не е доцна. Никогаш, така? Никогаш. Дека без разлика колку години имате, никогаш не е доцна да направите промени во начинот на кој што ќе се исхранувате, бидејќи секогаш потенцираме храната е лек. Она што го јадеме и консумираме, тоа потоа го живееме. Живееме, точно. Марина, што ќе биде денешниот рецепт на денот? Јас сутрво споменав нешто со овес, да. но оставам на тебе. Значи сега ќе правиме брзи лесни овесни колачиња, кои што може супер да дојдат и за време на постите, нели од понеделник почињаат постите. Значи составот имаме кокосово млеко во конзерва, односно само густиот дел, имаме чоколадо без шеќер, боровинки, мед, овес и ореви. Значи малку состојки, брзо се прави. Каде го некаде го погледна или сама го измисли? Значи на Инстаграм имаш идеи да најдеш колку сакаш. Значи може да го има видено на Инстаграм на еден профил, меѓутоа со мојата малце подруга верзија. Да, секогаш додаваш Марина ефект. Да. На твоите рецепти. Да. Значи првин ќе земам кокосовото млеко да го растопам, затоа што немаме многу време нели во телевизијава. Значи само густиот дел го вадиме. Добра. Може ли да ни кажеш, еве ти со години си во теретана, се грижиш за начинот на кој се храниш, нешто да ни кажеш околу кокосовото млеко, колку е добре дојдено, колку е препорачливо да се конзумира, бидејќи сепак е млеко, сепак има масноти? Да, ова е погусто млеко, значи има повише масноти, меѓутоа е здраво и е корисно и се добива од мечење на кокосовото на Добра. Да, само да проверам дали функционира. На кокосот, значи на белото со мечење, после тоа се прецедува во преку газа. Добро. Препорачливо за користење? Да, препорачливо е. Најчесто се користи во благите работи, меѓутоа во последно време може да се користи во солени работи, во супи, такви работи, меѓутоа јас се уште го немам искористено така. Зарем не се усеќа шмекот на тоа кокос? Јас не знам, се плашам и затоа го немам, меѓутоа гледам дека доста многу го користат, меѓутоа искрено јас не. Не сум почнала уште, а мислам дека нема да почнам. Добро, сега сепак си за посладка верзија. Да, во посладка. Во комбинација со во глобала јадам повеќе посолени работи. По благите не сум толку многу, меѓутоа правам затоа што сопругот мој дома јаде. Па добро, сега мора да се има од сепо нешто. Јадам и јас, меѓутоа јас не јадам толку многу чоколадни работи. Значи се што е помалку чоколадно. Добро. Да. Има и такви луѓе, да, не сме сите. Не можеме сите исто, да. Зависи на некој начин од чоколадата. Јадам благо, значи секој ден мора да внесам нешто. Значи знам, на пример, мене омилено благо ми е таан и мед. Таан и мед измешано заедно, на пример со некој овоше ми е супер благо. Ама маш ми на пример се сака вака чоколадно нешто, нешто како што треба, да. Добро, тоа е само уште еден показател дека нели благата варијанта на десерт или на нешто благичко што сакате во текот на денот не мора да е стално со чоколадо, туку можете безброј комбинации постојат кои што можете да ги направите. Една
со чоколадо ќе презентираме токму денеска, па продолжи си Марина Значи со подготовка. сега треба да ставиме овој, само ми треба малце подлабок сад има. Сега кажи ми ова? Не, тоа ми треба. Добро. Па сега во моментот Добро, нема. ајде. Веројатно со тоа можеби требаше Добро. да ми најавиш. Значи овдека ставаме Тоа е овес. Овесот овој малце ситно измелен. Добро. Ставаме ореви, значи околу 200 грама овес, 100 Добро. грама ореви. Се опитвам да најдам, ама сепак Да. веројатно ни се горе. Добро. Значи ќе ставиме мед, околу 100 грама мед или во зависност од тоа колку сака да биде благо. Добро. Сето ова после ќе се промеша, инаку веќе готовата верзија, бидејќи овој денешен десерт кој што ќе го направи Марина, на крајот треба пожелно да отстои во фрижидер или во замрзнувач? Не, во фрижидер, поради тоа што таму треба да се стегне кокосовото млеко со чоколадото. Значи, Само таа да, причина. вообичен. Добро. И потоа е спремен за конзумирање, а веќе спремен ќе го видите и за Да, кусо време. значи сега да се измеша, најубаво да се измеша со рака. Јас секогаш користам ракавици. Па да, и кога е медот Да. за прашање, мислам дека Да. малку е Не, по-тешко. и дома кога сум на пример или салата или такви или зелката најчесто е убаво Да. кога е гмечена, јас на пример ракавици секогаш користам. Да. Некој работи најубаво Да, се некој завршуваат со работи рака. да, а поготово дека моите раце се многу суви, значи морам да ги заштитам некако. Да, па добро и по-хигиенски Да. во секој случај. Добро, ова Значи- ќе биде смесата што ќе ја добиеме. Да, значи од оваа смеса, значи ќе ставиме поголем дел доле како подлога и да ова Само мишај да го. прашам, дајте Да. нешто да бидам и јас од помош. Марина, како е да се живее колку 24/7 можеби не си во теретана, ама Але долго време сум во али многу теретана. поголем дел од Да, денот да. си во теретана. Колку години веќе тоа така? Да спомена од 11 вежбаш, Од 11 години сум почнала да се занимавам со спорт. Значи првим почнавме со теретана, па после тоа сум менјала, значи сум била на аеробик, сум била на зумба, значи се дека не се пронедов таму кај што највише ми одговара. Со теретаната со сопругот сме 12 години, толку време ја имаме теретаната. Добро, и мора да забележиме дека постојано си со клиенти, постојано си со луѓе, веројатно и навиките полека се менуваат и кај нашите граѓани, Да. дека Се вежбањето... повеќе и повеќе, да, се повеќе и повеќе и тоа многу ме радува. Значи без разлика дали се млади, значи денеска и младите почињаат, значи од 8 годишна возраст покажуваат желба за тренирање, меѓутоа и постарите. А да влезат во теретана и да вежбаат, која е можеби идеалната возраст, Марина? Од 8 години па натаму. И од 8 Да, години? да, можат и од 8 години, меѓутоа мора да бидат под надзор. Че да не фаќаат тешко, значи правилно да ги изведуваат вежбите. Затоа што тогаш нели телото е во драстичен раст и развој. И веројатно не треба Сите да вежби не се за нив. погреши нешто. Меѓутоа најчесто кога ќе дојдат помладите, знаете, они мислат дека сакаат одма да направат тело, одма сакаат да станат билдери и тука прават проблеми. И затоа најубаво е да земат и да почнат да тренираат со тренер. Ова почна да ни врие. Дали Може да го тргнеме, да. да го тргнеме? Да. Добро. Јас малце се знамачи во ова малово. И па сега ќе ми простиш, но да ми најавеше дека треба поголем сад, ќе го обезбедевме. Но знаеш како? Готово. Да, бидејќи ние тука го прикажуваме начинот на Да. подготовка, значи само ќе им дадеме до знаење на гледачите дека тоа е во принцип смесата. И се треба чоколадото тука да го испреме? Не. Добро. Не. И па добро, бидејќи малку ни е мал садот, кажи ни само што е следно, па така некако ќе демонстрираме и ќе го извадиме Не, она што... одма ќе го направиме. Само ми треба тоа да ми го дадеш кај што ми ставено Ова? Да. Добро. Значи во овој сад ќе треба да ја префрлиме смесата. Да. Да наpomenеме дека тука имавме овес. Овес. Мелен. Да, како овесно брашно на некој начин. Не, ситно измелен. Значи може да се купи така, меѓутоа можете и од Да си го измелеме да се го дома. измелеме, значи ама да не биде многу наситно. Добро. Таа смеса е всушност овес, мед и ореви. Така Да, мелени да, ореви. да. Тоа веројатно ќе ни биде подлогата што ќе биде од оздола. Сега вака само да видиме да потргнеме нешто за да можат гледачите убаво да видат за што се работи. Значи овдека убаво треба да се натапка. Добро. Да не треба уште мед или?
Добро, сега бидејќи ова е само нели покажување на тоа што ние ќе го средиме некако. Да, не знам, бидејќи малку и ти помагав, дали беше испишан рецептот на екраните, ми велат колегите да, но не е на одмет уште еднаш да го видиме, затоа што пак ќе потенцирам, секогаш има голем интерес за рецептите на Марина и познавам голем дел од луѓето кои што знаат да си ги побараат на нашата YouTube страница со цел нели малку подетално да го видат начинот на подготовка, така што за овој брз, здрав десерт, овесни тортички, така е го наслови Марина. Потребни ви се овие состојки кои што веќе ги гледате испишани на екранот. Марина демонстрира како тоа се подготвува и за многу скоро ќе видите и како изгледа откако ќе го ставите во фрижидер обичен, барем некој 1 час рековме така, да. од прилика. Значи овдека се става убаво подлогата. Че треба малце да биде подсврста и погуста. Ама кога ќе ги става точните состојки, значи имаме 200 грама овес, 100 грама ореви и 100 грама мед. Добре, ќе се добие полеплива, претпоставувам. Да, полеплива, да. Меѓутоа сега со чоколадото ќе дојде супер. Чоколадото ќе го стврдне све. Добро. Да. Че сега убаво го распоредуваме. Марина, колку често луѓето со кои што секојдневно си во теретана ги прават рецептите, бидејќи ти на малте недневно ниво, да не речам објавуваш по некој рецепт? Многу. Во теретана ќе мине многу. Значи, многу ги практикуваат моите рецепти, се многу задоволни, поради тоа што стварно се брзи, лесни. Да. Здрави, да. Да. Имаме боровинки. Значи, ова везно боровинки малце. Добро, може ми со некој друго да замениме да, или... јас дома, например, што ги имав направено, беше со малини. Добро. Ама сега малце за промена, викам. Добро. И сега одозгоре ќе ставиме пак од смесата? Од смесата, да. Добро. Значи боровинките ќе ни бидат некаде во средина, да. што се вели. Добро, и како таква смесата ја ставаме во фрижидер и за скоро ќе ја извадиме од фрижидер. Да. Односно за скоро ќе имаме направени од фрижидер. Ќе имате можност да видите како тоа правилно изгледа. Марина, дали можеби периодов те очекуваат некои интересни проекти во поглед на работата? Да, моментално правам прирачник за исхрана. Тоа е и нешто што се очекуваше да бидам искрена. Одамна требаше да го направам, меѓутоа јас сега немам време, меѓутоа сега решив поради тоа што стварно има многу побарувачка. Да. Така да тоа, мислам готово е све, само треба убаво да се среди. Колку рецепти се од прилика вака горе-долу за ова прво издание? Значи, за 14 дена имаме доручек, ручек, вечера и ужинка. Со точно израчунато број на калории, број на грама на протеини, на јагле-хидрати и на масти. Одлично. Тоа е прирачникот кој што за многу скоро ќе го очекуваме во продажба. Се разбира дека нашата утринска ќе ти биде првиот медиум на кој што ќе имаш можност и отворени врати, се разбира, да го промовираш истиот, затоа што ете и ние сме љубители на незините рецепти, а верувам дека и многу голем дел од нашата публика. Да, и уште едно ново, значи ќе снимаме и онлайн програма. И таа е во тек, и затоа сум малце зафатена периодов, меѓутоа со Господ напред мислам дека ќе успееме во све. Со добра организација, мислам дека може да се жонглира, ако можам така народски да се изразам, или да се балансира на многу полиња и не се сомневам дека се ќе биде завршено онака како што треба. Може од нашиот замрзневач да извадиме оваа смеса, впрочем, кога ќе се стави во фрижидер, како би изгледала после 1 час и со оглед на тоа што сега после оброкот со тебе, завршува мојот дел во утринската, ќе се препуштиме на конзумација. Верувам и Марко и сите оние кои што те познаваат и ги пробале твоите рецепти, со нетрпение очекуваат да го вкусат и овој. Марина, како и секогаш, си ми прекрасна друштва. Благодарам ви. Ти благодарам многу и за овој рецепт. Нашите гледачи ќе имаат можност да го погледнат и на YouTube каналот на Утринска на Телма, а вие заследите ја Марина. Може слободно да се споделиш. Марина _FitGym. Ете така е напишана на социјалните мрежи и нема да зажалите ако го направите тоа, затоа што ќе имате само еден водич во вашето секојдневие кој што постојано ќе ви нуди нови здрави и брзи рецепти, она што сите веќе луѓе го бараат, нели со оглед на тоа што времето секогаш ни е малку. Марина, уште еднаш ти благодарам за гостувањето и за овој убав рецепт. Останете на Телма, продолжува утринската, следува новото издание на Да си кажеме.